Се подметнува пожар на една локација за да може да се крадат дрва на друга. Ова е веројатно сценариото по кое работат дрвократците во Македонија. Полицијата изминативе денови во повеќе наврати фати камиони полни со исечени квалитетни дрва. Надлежните се сомневаат дека ако изминатите години добар дел од пожарите во дабовите шуми се подметнуваа за да потоа има сеча и продавање на дрвата, сега се пали нискостеблеста шума и додека сите капацитети се насочуваат за гаснење на пламените јазици, дрвократците ја користат ситуацијата да сечат и да ги полнат камионите. Многу мал дел од тие пожари се запалени директно во шума, кои што пожари би продуцирале ефтина дрвна маса после тоа. Значи, тука јас пред се сметам дека има некоја друга координираност во однос на палењето пожари и причина со која што одредени структури во Македонија би сакале да ја испробаат можноста на државата да се справи со пожарите од ваков обем. Од национални шуми апелираат правосудните органи да изрекуваат високи казни за пироманите и дрвократците. Јас тие би ги нарекол воени профитери и сметам дека судовите и обвинителството треба да го земат тоа во обзир, тоест при изрекување на казните на овие луѓе да бидат многу поригорозни, затоа што верувајте, многу е тешко кога целиот систем од државата е насочен кон справувањето со една катастрофа, а одредени луѓе на друга страна, значи, прават друга катастрофа. Токму од таа причина и за таа цел ние ги воведовме оние забрани за движење во шума и истите даваат резултат, значи има доста пријави на ниво на Република Македонија. До сега, освен дрвократци, со лисици на рацете завршија најмалку 10 подметнувачи на пожари. Поливале бензин врз палети па ги палеле во шума со смрека, биле фатени дури и малолетници со петарди и полни шишиња со бензин, а пожари се подметнували и со автомобилски гуми. Полицијата за сите поднесе кривична пријава.